Мнозина мислат дека стручното образование е втори избор, но за нас тоа е почеток на кариера. Ова е приказна за тоа како училиштето, компанијата и учениците заедно создаваат успех. Јас сум Димчо Лазаров, доаѓам од Радовиш. Своето средно за образование го завршив во средното стручно училиште Колин Ехтенин во Штип. Завршив на смерот техничар за компјутерско управување од машинска струка. Јас сум Роберто Арсовски, ученик од трета година, техничар за компјутерско управување, учам во ДСУ РЦСО Колин Ехтенин Штип. Јас сум Елни Панова, втора година од училиште Колин Ехтенин Штип и учам електротехничка струка. Јас се викам Сара Митева, учам втора година во Колин Ехтенин Штип. Мојата струка е техничар за компјутерско управување. Јас сум Лука Илик, имам 17 години и учам во средно стручно училиште Колин Ехтенин Штип. Јас сум Михаил Коцев, учам во средното стручно училиште Колин Ехтенин во Штип. Јас сум електротехничар по струка и подструка ми е информатика или електротехничар за компјутерска техника и автоматика. И сум трета година. Викторија Стојанова, учам во средното стручно училиште Колин Ехтенин, втора година и ја одбрав електротехничката струка. Јас сум Христијан Симов, дипломиран машински инженер. Моето средно образование го завршив во ДСУ регионалниот центар Колин Ехтенин од Штип, како техничар за компјутерско управување. Еден мој ден изгледа така што најпрво започнуваме со теорија, учиме како што, потоа имаме вежби каде детално учиме и на крајот одиме на пракса каде го применуваме нашето знаење. Пред секој ден беше доста динамичен заради разновидноста на предметите со кои се срекавав од секојдневието, односно со стручните предмети. Секој ден беше доста интересен, доста забавен, како да кажем, беше исполнет со многу предизвици. Исто имавме и практична настава, практичната настава беше исто доста интересна. Секој ден беше забавен. Наставата ни се одвива прво по теорија, потоа по практика. Така што ја учиме прво теоријата, а после ја пременуваме во пракса. Мој еден ден е комбинација од училиште и пракса, каде додека сме во училиштето учиме теорија, правиме вежби, цртање на компјутерите и слично, а додека еднаш неделно одиме на пракса во актива и работиме со различни алатки, машини и слично. Пред се деновите поминати во СОУ Колин Ехтенин беа интересни, со многу дружба, со истовремено стекнато многу знаење, многу вештини. Деновите главно поминуваа покрај теоретската настава и со практична настава, каде што имавме спојна онаа теорија со праксата која што требаше да не оформи еден ден за кадри кои ќе бидеме дел од индустриските процеси во државава. Праксата ни се одвива во училишни кабинети и лаборатории со помош на професорот. Теоријата што учиме во секојдневната настава ја пременуваме во пракса. Праксата не се одвива тука прво. Праксата може да не се одвива во школото и надвор од школото. Во школото не се одвива на 3D принтер, CNC ласер, додека надвор од школото може да се одвива на повеќе места, каде што едно од тие места е актива. Таму конкретно учиме на CNC ласери, глодалки, стругови, апкани и конкретно други машини. Практична работа, ако немаме одредено место или фирма, ја работиме во училиштето, каде што имаме одреден материјал со нашите професори. Покрај теоретската настава, имавме практична настава која се изведуваше делумно во нашето училиште, делумно во локалните компании, каде што заедно со нашите ментори и нашите професори решававме секојдневни проблеми, каде што нашето теоретско знаење од часовите го применувавме и овде го заокружувавме процесот на нашето образование. По завршување на стручното училиште јас се гледам како веќе искусен и стручно електротехничко лице со многу можности, многу знаење и понатамошно усавршување. По завршувањето на дуалната програма се гледам себе си како се запишувам на машински факултет и како завршувам како машински инженер и потоа се гледам како наоѓам работа во нека успешна компанија. После завршување се гледам на факултет, додека по завршувањето на факултет се гледам вработена во некоја слична компанија со нашата струка
или отворање на свој бизнис некој со врска во струката? После завршување на моето средно образование, сакам да се вработам, но во исто време и да се запишам на факултет, да го искористам моето знаење од средното образование, да се вработам или на истото место каде што сум бил на пракса, или да тражам друго место за работа кој ми е поврзано со струката. Кога училиштето, компаниите и учениците работат заедно, се создава вистинска можност за иднината. Дуалното образование не е само учење, тоа е почеток на кариера. На учениците кои се запишат сега им порачувам дека во нашето училиште е многу добро, затоа што покрај теоријата одиме и на пракса, таму учиме и многу повеќе добиваме знаење од праксата и од теоријата заедно, него што ќе добиеме само од теоријата. Би препорачал да се запишат стручно бидејќи учат преку работа и тоа во иднина многу ќе помогне во животот. Моje мислење е бидејќи во денешно време најдобро е да се запишете стручно образование бидејќи можете да се вработите одмah со тоа и е многу барано, а сите гледаат полесно, ама на крај повише се исплаќа средното стручно образование отколку било кое друго образование. За едните ученици кои сакаат да изберат средно стручно, дефинитивно не се двумете, изберете го стручното. Јас сум личен пример. Јас избрав средно стручно бидејќи ми даде правец, ми даде некоја насока во животот. Јас избрав да не одам на факултет, избрав да работам директно после средното образование, односно се само вработив. Имам своја фирма и средното стручно ми доста помогна во мојата работа. Сите тие технички документации, сите цртежи, сите тие програми за CNC машини кои ги учевме во училиштето, мене ми доста помогна за мојот секојдневен живот кој денеска го живеам.